И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Добре дојавте на мојот YouTube канал. Ова во моментот сега што го гледаме е една Алфа Ромео Мито, но не е обична Алфа Ромео Мито, туку ќе препознаете сега по ова знакче овдека амблемче, дека се работи всушност за Quadrifoglio Verde верзијата. Што значи тоа? Најосновниот податок што верувам најмногу ќе ви интересира е каков мотор поседува, а го поседува 1,4 турбобензинецот со 170 коњски сили. Ќе ја разгледаме во детали, ќе направиме едно 360 степени презентација од сите можни агли да ја видите. Прво нешто што се приметува вака во предниот дел е во фаровите, бидејќи има одредени црни елементи внатре во самиот фар. Овие оквири што ги поседува исто така се за оваа верзија специјални. Понатаму, најочигледното, како што го спомнав на почеток, е ова амблемче или лого на детелинка, кое што означува дека е Quadrifoglio Verde верзија. Некои ги ставаат како aftermarket налепници, меѓутоа ова е баш правата верзија, не е ништо додавано, све си е оригинал Quadrifoglio Verde. Друго што се разликува се овие бандаши, кои што се доста интересни и како што приметувате има поголеми дискови за разлика од обичните Алфа Ромео Мито. Имаме Алфа Ромео големи кочни клешти исто така. Друга една поента, како што забележувате, ретровизорот е во иста боја како што е со бандашите. И одиме сега и од задниот дел да ја видиме. Исто така продолжува во ист елемент овие оквири на штоп светлата. Ауспухот ќе го слушнеме понатаму каков звук дава. Така да доста суптилни се промените, човек стварно треба да се загледа убаво за да примети дека се работи за посебна верзија на Алфа Ромео Мито. Што е доста интересно, бидејќи на семафор кога ќе застанете, луѓето ќе помислат дека е навидум обична Алфа Ромео Мито, а всушност се работи за многу појака верзија. Внатре има 170 коњски сили, кои што многу лесно може да притицаат и поголеми конкуренти. Самата врата е без рамка, прозорецот. Седиштата се исто така различни во оваа верзија. Си имаме овдека одредено лого на Алфа Ромео додадено. Сега ќе седнеме внатре. Еве внатрешноста. Ќе почнеме од левиот дел. Сегде има некои облози на карбон принт. Удобноста во однос на седењето е добра. Бочната потпора е малце поспортска. Друго што не напоменав е дека се приметува и во возењето дека е спортска суспензија, значи малце по-стегната вожња има. Едино што е додадено на оваа кола како екстра дополнително е овој инфотеймент систем на Pioneer. Друго има едно црно платно што другите Алфа Ромео го немаат. Задната клупа нема многу да ја коментирам, бидејќи е малечка, значи за кратки дестинации може да пренесе возрастни луѓе. Тука во средишниот дел го имаме менувачот, мануелен, кој што ја би го преферирал за било кој хетчбек тип на возило. Имаме модови на вожња, динамик, нормал и уште една опција, мислам дека беше all weather, а еве го тоа подесување. Иначе ова возило е од 2010-та, Алфа Ромео Мито иначе престанаа да се произведуваат во 2018-та. Повеќето од класичните Алфа Ромео Мито се мултиджет мотори со 1.3, има и обични бензинци 1.4, али ова е сепак посебна верзија која што е само за одредени љубители на поинтересна, позабавна, подинамична вожња. Во однос на потрошњата е околу 9 литри во град, што е сосема разбирливо и не би замерил тука ништо, бидејќи ќе ви даде многу забава во возењето. Тие 170 коња кои што ги поседува, така да сакам да ви дадам некои снимки од одредена мала градска вожња што ќе ја направиме сега,
Така да останете со нас и се гледаме во возња.
Алфата можете да ја најдете на автоплацот Трифт Ауто, кој што се наоѓа на булевар Србија. Ви благодарам за вниманието, стиснете лайк, шер и сабскрајб.